Оние кои велат дека се против, до ден денеска не излегоа со никаков план. Тие знаат против што се, ама не знаат за што се. Не дојдоа и не кажа ова нудиме. Луѓето сакаат да гласаат за идеја, за предлог кој што звучи реално. И ние тоа го понудивме. Рековме, членка на НАТО, членка на Европската Унија со успешен референдум. Никој не веруваше дека за само една година од изолирана држава можеме Македонија да ја трансформираме во држава со НАТО покана. Ама ние покажавме дека и за големите теми, зборот е збор, ветивме НАТО покана, ја обезбедивме. Тоа што го промашија во 2008, ние го донесовме дома во 2018. Ветивме датум за почеток на преговори со Европската Унија, го обезбедивме. И рековме, ќе направиме договор. Ама само ако тој договор го гарантира нашиот идентитет, нашиот јазик, нашата посебност. Денеска имав прилика да видам неколку видеа снимени од страна на НАТО, кои што се преведени на македонски. И нема дилеми. Тоа е таму за нашите граѓани да го видат и точно стои. Ова е материјал преведен на македонски јазик. Сакам мојот јазик да биде официјален јазик на Европската Унија. Можда сме мала држава, ама сакам мојот јазик да биде ценет како германски, како француски, како бугарски, како романски. И сметам дека е тоа врвен чин на патриотизам. Ветивме, освен овие три нешта, дека што и да договориме, ќе го дадеме на референдум. И го додржавме зборот. Го исполнивме ветувањето. И сега гледаме дека тие луѓе кои 5-10 години ни зборуваат за референдум, сега бегаат од референдум како ѓавол од крст. Сега немаат став. За најважното прашање во Македонија да немаш став е срам и одговорност пред сите овие млади и деца. Ги повикавме и сакам да ги повикам сите, и членови и симпатизери на опозицијата, кои си ја сакаат земјата и немаат резервни татковини. И тие сакаат Македонија да успее. И тие сакаат Македонија да биде нормална држава, просперитетна, стабилна, без страв, која ќе ни биде иднината. Ги повикувам да погледнат кои се можностите и да ја донесат одлуката која што е добра за нивните семејства, за нивната општина, за нивната држава. Затоа што кога партијата нема став, таа само покажува дека нема аргументи и дека сака да ја жртвува Македонија само за судбината на неколкумина кои што ја злоупотребија вашата доверба. Кога бевме на сите преговори поврзани со референдумот, од ВМРО ДПМН ја добивме непристојна понуда. Рекоа, ако дадете амнестија, се може да се договориме. Ама образ имаме. Превземавме обврски, дадовме збор. Нема да ја оправиме оваа држава ако политичарите мислат дека се секогаш над законот, ако за нив не важат правилата, ако нив не ги судат судовите. Не се договоривме затоа што не мислиме дека ВМРО ДПМН се тие 10 луѓе. Има и други членови, симпатизери кои што сакаат државата да оди напред. И затоа да не ги држи и нивната партија во заложништво, сега е моментот да гласаат за Европска Македонија и за подобро утре. Кога ќе тргнеме на гласање, нема да одиме кон местата со партиски книшки. Не се гласа ни за СДСМ, ни за коалиција, ни за ВМРО ДПМН, партиите нема да постојат. Ќе тргнеме до гласачките места со пасош или лична карта и ќе кажеме ова го правиме за наша Македонија. Ова го правиме за нашите деца. Ова го правиме за нашите општини, нашиот живот, идниот живот. Во изминативе 10 дена Македонија ја посетија сите главни фактори на меѓународната сцена.